Почитувани гледачи, добар ден и од мене, Слаген Ивковиќ, и во предвидените минути за спорт денеска во отвореното студио 1. Се надевам дека ќе го задржам вашето внимание со една интересна спортска тема, бидејќи во студиото мој денешен гостин е најуспешниот македонски каратист на сите времиња. Тој исто така со право можам да кажам дека е на врвот, на самиот врв во европското и светското карате, бидејќи од неодамна е двократен европски шампион во кати Фукуго, а исто така и светски првак во обединето карате кати Фукуго. Дејан Недев, добре дојде. Добро ја најдов и ви благодарам за одвоеното време и да бидам гост во вашата емисија, телевизија. Кажете ми како е да се биде без конкуренција во Македонија, веќе подолго време, а како е да се биде и рамо до рамо со елитниот карате крем во Европа и светот? Па добро, значи јас повеќе од 25 години сум активен државен репрезентативец на Македонија во традиционално карате и долги години значи се надпреварувам како на домашна така и на меѓународна сцена. Значи самиот континуитет и упорноста и работата ги носи овие резултати. Така да јас започнувајќи од кадетска конкуренција, па јуниорска, па се до сениорска конкуренција бев активен и на домашен и на меѓународен план и со тоа што повеќе пати бев шампион на Европа во младинска конкуренција и истиот тој континуитет го продолжив и во сениорска конкуренција. Овие медали се последни кои што ги имам освоено на неодамнашното европско првенство кое што од 14 до 16 септември се одржа во Белград, Србија, 33-то поред. Мора да истакнам дека конкуренцијата беше огромна. Учествува 20 репрезентации со над 280 надпреварувачи. Јас настапив во две дисциплини и во двете дисциплини успеав да се закитам со златен медал. Тоа е дисциплината кати и дисциплината Фукуго, која што е комбинација на ката и на борба. А воедно и да ги одбраните, нели? Да, и да ги одбранам, бидејќи на претходното европско првенство кое што 2016 година се одржа во Крајнска Гора, Словенија, јас бев исто така двократен европски шампион. И ме радува овој факт што ете го одржувам веќе неколку години, десетина години, ако не и 15, тој тренд на освојување на медали од големите надпреварувања. Така, од режија би сакал во овие моменти да го покажеме пиедесталот како изгледаше, нели, назначувањето на победникот во Белград, кога се развиоре македонското знаме и во позадина ечеше химната македонска. Рековте, конкуренцијата беше огромна, но сепак Дејан Недев успеа да ги врати и повторно да стане, нели, европски двократен шампион сега. Но кажете ми како е да се биде во форма, колку е напорно, какви се тренинзите за постојано да бидете во врвна форма, а при тоа, нели, да сте постојано конкурентен за нови сребрени и златни медали? Па мора да истакнам дека во овие години, јас сум веќе 38 години, е малку потешко за разлика од порано, бидејќи знаете, во секој спорт има граница, има лимит. Во карате спортот таа граница е малце погоре, бидејќи се работи за аматерски спорт, не е професионален, но ние го практикуваме професионално, бидејќи бара многу ангажман, многу тренинзи. Јас покрај тоа што сум се уште активен како надпреварувач, исто така сум и тренер на репрезентацијата, односно на помладите категории, на кадетите и на јуниорите, така да тоа ми е дополнителен товар. Не можам да се фокусирам само на мојата форма и на моите настапи, туку имам поголема одговорност. Но сепак нешто кога го работиш со љубов, со огромна љубов и посветеност, резултатите се неизбежни. Кога веќе паралелно работите со помладите категории, го гледате ли наследникот на Недев? Па секако, значи не само во нашиот клуб од каде што јас потекнувам, тој е карате клубот работнички кој што важи за расадник на државни репрезентативци не само на Македонија, него и исто така и во бивша Југославија. Тој е еден
најстар клуб во нашата држава, од каде што излегле безброј европски и светски шампиони. Така да и во машка и во женска конкуренција ние имаме голем потенцијал, бидејќи имаме деца кои што вежбат од самата 5-6 година и сега се веќе кадети и јуниори, тие се веќе 10 години активни и на меѓународен и на домашен план, освојувачи на голем број медали. Би ги спомнал пред се, тоа е Мила Саздова, која што исто така се закити со златен медал во дисциплината кати и ја освојува чисто така на златен медал од светско првенство во јуниорска конкуренција. Исто така сестрите Берте и Јана Милевска, тука би го споменал исто Мате Ангеловски, Огнен Тасевски, кои што бележат во континуитет резултати на меѓународен план, така да има исто така би го споменал и еден наш нов член кој што е од друг клуб, тоа е карате клубот Шихан од Струмица, тоа е Спасе Стојанов, кој што за влакно не освои медал во сениорска конкуренција, но покажа многу атрактивни борби. Така да тој за прв пат учествува на едно вакво европско првенство и јас се надевам дека доколку продолжи со овој континуитет дека има светла иднина за него во традиционалното карате. Недав, покрај тренерската активност, нели и надпреварувачката, неодамна бевте и на еден карате семинар во Берлин, Германија. Од какво значење се таквите семинари и кое е доброто што му допринесува на Недев од тие семинари? Всушност, овие резултати кои што ги постигаме се базираат не само на тренизите и на подготовките кои што ги имаме тука во Македонија, туку и учество баш на овие големи карате семинари врвни. Ние секоја година учествуваме на минимум 10 семинари кај врвни јапонски карате инструктори кои што се признати во целиот свет и од кои што има многу што да се научи. Значи, ние, наши учители во минатото, наш учител беше покојниот сенсеј Хидетака Нишијама, кој што се смета за еден најголем ум во светското карате, без разлика на кој тип на карате се работи. Така да тој беше еден непресушен извор на знаење и без разлика, значи дали станува збор за катите, за борбите, за техниките, тој беше неприкосновен во неговото знаење и сите тие знаења тој несебично ни ги пренесуваше сите овие години наназад и сега исто така учествуваме на тие семинари кои што ги водат помлади јапонски инструктори, но сепак имаат исто огромно искуство и како надпреварувачи и како тренери се на јапонската репрезентација, исто така и на оние кои што репрезентации кои што се сматрат за велесили во европското и во светското карате, како што е еден Бразил, Италија, Полска, Франција, значи тие се велесили во каратето и сите тие јапонски инструктори се нивни национални тренери. Така да ние учествуваме кај најдобрите светски инструктори во светот. Може да заклучиме дека за секој тренер и надпреварувач е од огромна значајност посетување. Секако, не само за надпреварувачите, туку и за тренерите и за судиите. Значи тие семинари меѓународни се од голема корист. Сега исто така ви предстои нареден семинар во Франција, ако не се лажам сега. Точно, да. Во негде крајот на ноември месец со сенсеј Тацуја Нака, тој е исто така повеќе кратен светски шампион. Јас сум ги гледал неговите настапи, неговите борби, така да изврсен надпреварувач беше и сега е уште подобар и инструктор. Кој ќе учи таму од него? Недев покрај вас? Па секогаш, значи, патуваме јас и селекторот и доколку обезбедиме финансии и некои од надпреварувачите пред се во сениорска конкуренција. Како што кажавте дека постојано се учи, се надоградува, дали тоа значи се уште го немате допрено врвот? Кој е врвот според вас? Каде? Па добро, јас сум скоро на залез на мојата спортска надпреварувачка кариера. Јас подеднакво, значи, освоивте, може да кажеме, се што да, во традиционалното карате освоив
и на европско и на светско ниво. Повеќе кратен бев шампион на Европа, исто така на светско првенство сум носител на златни, сребрени и бронзени медали. Значи, можам да кажам дека врвот како надпреварувач го постигнав, но сепак сите оние врвни надпреварувачи исто така подоцна им е желба да се докажат и како врвни инструктори и тренери, бидејќи каратето е таква вештина и спорт пред се во која што цел живот си активен. Кога прекинуваш со надпреварувачката кариера, после тоа можеш да бидеш тренер, инструктор, судија, така да не прекинуваш со активностите во карате спортот. Одлично е се додека има на кого да му го пренесете вашето знаење, но уште повеќе радува фактот што од неодамна каратето е признаено и како олимписка дисциплина и ќе се појави во Токио 2020. Може би се подготвувате и за тој престиж и таму да освоите нешто, бидејќи тоа недостасува? Па да, значи, каратето како спорт е признат од Меѓународниот олимписки комитет, но се уште траат преговори кои од дисциплините ќе бидат застапени на Олимпијадата во Токио 2020 година. Така да од традиционалното карате би требало да влезе една дисциплина. Доколку влезе таа една дисциплина, ние секако ќе имаме своји представници и јас се надевам дека ќе се избориме и за норма да настапиме на Олимписките игри. Така. За крај би сакал да знам што е следно. Зашто се подготвувате вие како надпреварувач, а зашто како тренер ги подготвувате вашите ученици? Па добро, значи до крајот на годината имаме уште неколку меѓународни надпревари. Пред се би го спомнал светскиот куп што ќе се одржи негде средина од 16, 17 и 18 ноември во Лињано Сабиодоро. Светскиот куп ќе биде отворен, значи за сите возрастни категории. После тој не очекува семинарот кој што го спомнавте во Париз и веќе последен за оваа година меѓународен надпревар е Европскиот куп во Порторош, Словенија, кој ќе се одржи од 5 до 8 декември. Така да нашата федерација ги има ставено во календарот овие меѓународни активности и ќе учествуваме, не знаеме точно со која бројка на надпреварувачи, но се знае барем конкуренцијата каква ќе биде и какви резултати може да се очекува. Конкуренцијата кој секогаш ќе биде огромна. Ние, значи, преку цела година имаме подготовки. Не престанавме после Белград со тренинзи, продолживме со подготовките за овие следни надпревари кои што не очекуваат до крајот на годината. Се надевам дека максимално ќе го искористите овој период, да се подготвите најдобро што можете и секако да не израдувате со нови успеси, а ние тука како медиум сме тука тоа да допре и до спортската јавност во Македонија. Недев, ти благодарам што беше денеска мој гостин. Се надевам со нови успеси повторно ќе се сретнеме на оваа маса. Благодарам уште еднаш лично до тебе и до Е1 телевизија за што ни пружи прилика да ги објавиме сите овие наши резултати и успеси. Така, благодарам. Вам, почитувани гледачи, ќе ви препорачам да останете и понатаму со програмата на Отвореното студио 1, бидејќи веднаш по ова следува и домаќинот на денот Александар Чомовски. Сите информации и факти што досега беа скриени, се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда.